Семинатата епизода спомнавме дека од трач рубриките многу често можат да произлезат и некои други работи на кои ти нема да бидиш фан, ама знаеш како? Кој те праша? И се едно од тие работи се прекарите, надимаците, како ги викате, не знам вашиот окрет. Особено во Битола, кој што си знаете веќе ја имаме таа тема праено муавет, арно ама сакам малце подлабоко да влезиме во суштината ако може ден. Пошто додека на други места прекарот произлегва само од името, од презимето или од некое фамилиарно име од порано што било, во Битола прекарите имат суштина. Сам добро, поке немат сите, ама покето имат некоја загонетка, што ви рекле овие. Имат нешто во позадината. Не се туку така прекари. Макар што имаме и такви пример, скоро сите менде што се викат, мечето ги викат на прекар, пошто така некако му е нагален. Исто кој што би дошло пример Валентино, Тино. Едноставно нема бегање. Освен ако не направиш нешто или ако не ти се случи нешто или ако нешто нема во позадина, па да ти смислат нешто поинтересно. Така што дај ја маниме ние шпицата да му влезиме на муавет. Можи? Ајде те пуштео, ти ќе те завикат шпицат. Ајде. Се што треба за да добиеш прекар во Битола е да постоиш. Се роди, постоиш. Рачунај дека прекар имаш, готово. Се имаш прекари по кои буквално ги препознават луѓето. Има некои луѓе што само на прекар ги знаеш, бе брат, не знаеш како се вика. Само прекарот му го знае. И затоа на пример кога ќе прашваш некој битолчанец дали познава некој од Битола, кога ќе ти го кажат името, знаеш што те прашва битолчанецот? Како го викат на прекар? Не дали има прекар, не како го вика, не кој му е прекарот, како го викат на прекар. Исто како во Скопје пример што велат што ти е на тебе. Ето на тебе не знаеме. А има некој што се само како придавка на името. Пример Виктор Пејачо, Супермен ме брат. Овој што пееше на X-Fact, на Ненад Звездена, ова како се викаше. Нешто по кој ќе те познават луѓе. Сега како настанват тие прекарите? Тука е магијата. Тука е моментот што нас не прави различни од сите други во држава. И тоа е буквално само момент. Еден момент во твојот живот ќе ти удри печат за натаму и со здравје си го носи. И то може да биде било што, било кога. Само треба се погодиш со правилните личности во приказна. Пошто некој треба да ти го смисли така, да ти го клај прекар. За да душа може има луѓе и сами што си ги смислуваат па што ги завикват луѓето така, или од дома што ги завикат па после народот ги прифаќа. Ама во глобала треба сепак некој да ти го клај прекарот, да ти го залепи вака тан, да си го носиш. И во 99% од случаите нема да биде нешто што ти ќе го сакаш или намерно ќе го направиш па да те завика. Не брат, ти можеш намерно да правиш работи цел век. Во моментот кога се трефни нешто случајно, тоа ќе ти го залепат како прекар. Дали ти сакаш или неки? Кој те прашва бе бат? Битно со здравје да си го носи. Значи ти можеш шампион да видиш бе, можеш за се да те бива. Најак да си во све, најличен да си, најспремен, културен, во се можеш да бидеш. И не дај Боже ќе излезите негде со друштво и ќе се сопни. Сопнати ова. Готово, со здравје да си го носи. Не шампион, што сакаш биде. Ти си оца сопнатио. Ти па биди си најдобар после, не е проблем. Или ако не дај Боже те подстапни некоја така покурпулентна личност. Стапнатио. То не дај Боже може и несреќа се случи па да ти залепа. Пример, не дај Боже гром те удри преживе. Акнатиова, што демек те удри гром и некој ќе те жали, не бе, преживеа. Или акнатио или изгоренио, трето нема. И за изгоренио може да биде и за други работи, особено во петоци во саботи. Ама како и да е, нешто ќе биде. Пошто зошто да те викат по најдобрите работи што ги правиш или што ги имаш, ко може да те викат по најлоши или по најсмешни. Така тие не барат ти што имаш направено во веко убаво, не барат нешто да те различат од другите за да знаат за кој се збор. Што значи што и да имаш на тебе ако нешто стрчи, дали физички, дали психички, дали во име, презиме, дали во насте, што дае, тој што стрчи се бара, тој што се разликува. И се на некои луѓе прекарот му е фамилиарен, го викале дедо му некако, па татко му го завикале така, па са и тебе ќе те завикат така. А некој му произлегва од презимето. Пример, не знам, ако е Стојановски, Стојано ќе го завика. Тој може Владе се вика, може Пеце, небитно, Стојанова. Ти можеш дома ќе побараш, ќе му речиш на мајка му Стојано ми треба. И та се врти, Владеј, ела те барат. И ти се думаш или кој е тој Владе? Излегва Стојано. Ти немаш појма дека Владе се вика. Или пример дедо му ако се вика Стојан Стојановски, дедо му ќе ти го вика. И ај то не е страшно. Лошо е кога ќе знаеш човекот само на прекара, лоше прекар. Пример Воло го вика. И ќе можеш ќе му звониш на врата ќе излези мајка му Воло го бара. Кога ти се дај од таму да би да те вркнит нешто, ќе ти кажа ја тебе Воло. Волу еден. А може и мажот му Волу еден си го вика, ама зошто друг да речи? А како да му речиш Лаво ми треба? Вол го вика бе, не можеш
познав да биде. Те има луѓе на пример по професијата ги викаат. Што е супер на пример ако си доктор, професор нешто. За докторе, професоре, што прешаре миси? Или пример Аце Цајкан, или Џандаро кај нас по битолски. Или го што прат музичарите си ги пишат инструментите што свира. Дарко Сајзер, кога не си сликан со Сајзерона слика. ПЦ Джес, Неваре Кафичево. И то се супер звучи ако ти ува професијата. Јерно, ако чистиш измет, што правиме? Ќе те завикат ланото. Од ако те викат пуинаку ќе се љути. Е сега душа може така те викат и ако си потабие таков. Ама тоа е. Така јас си направив со Инстаграм, дур предавав по школите приватни во Скопје. Не знаев што да напишам, онаква ајде професор напишам. И се едно-две од овие што ме пратат професор, кој професор е море. Мислам јас добро се не дека не се учиме работи тука, се разбери. И не дека можда некојаш нема да продолжам да бидам професор. Ама некако од немукајет не го сменав и така остане и нека стои. Здравје Боже, му ќе сменам некој. Наравучени од ова, пазете што пиши. Пошто некојаш доста е да напишеш нешто негде, коментар, статус, што да е. Одма може да ти излези прека. Пример, ако пишеш по чупињата многу како миси, може миси да те завикат, не можеш да знаеш. И за некојаш прекаро зависи и од стилот што го слушаш или што го носиш на тебе. Стандардни за то се раперо, рокеро, панкеро, а има и некој што се подетал. Пример, има човек што го викат кожните гаќи. Не ти кожни гаќи носи панталони кожни, ама така му останато. И пример ќе слушнеш муавет, абе се видов со овај кожните гаќи. Тоа евате, кожната гаќа ти е асоциација. Со здравје се ја носиш. Се може да ти биде прекар, брат. Може да ти биде нешто што ти се случило дом, на училиште. Може да ти биде улицата кај што живееш. Колата може мечето те вика да го возиш Мерцедес. Не мора Менде да се вика. Или во случајот со мечето што трчаше низ битола, Менде го крстио ти мече било. Не можеш да знаеш што ќе ти биде прекар. Дури може и друго име да ти биде прекар. Може да се викаш Пеце, да те викат Трајче, или не знам, да се викаш Иван, да те викат Ѓорги, или пример кој еден колега наш Тео што го викат. Го запознаваш ти Тео, договарате свирки, чуда, ова, она. Те заследва на Инстаграм некој Владимир. Појма немаш, кој не ти интересира, едно време ти пише. Кога ќе правиме па свирка. Го отвараш Владимир Тео. За ти Тео или Владимир си. Многу пати по старите и по татково име ги викат по младите. Пример, кој го виде Адамче наш одма му вика: "Кај си Викторче?" Што да му преш, ај? Како да го викаш кој е Викторче? Има па некој па по дедово име те викат. Има мен комшија тука. А не видеше мене или брат ми Тале. И ти нормално не се вртиш пошто не си Тале. Упорно тој пак Тале. Ќе му преш. Исто може да те викат по животно некое кучето, мачето, мечето, волко. Што сакаш брат? Прекаро може да има преносно значење, може да те викат Алфата, Алфа Ромео. Ео ти си Алфа мажја, туку ти си расипан ко Алфа Ромео, нон-стоп расипан. Може да те викат Кусио, да си 2 метри кусур. Може да те викат Сантимо, да си 1,99 м. Може и за друго да те викат Сантимо, ама сега секој со среќата. А може и буквално да значи, пример, ако си долг многу, може да те викат Долгио, Стапо, Штрко, Ластагарка, Антена. Значи може и посе да те викат. Најинтересниот момент со прекарите мене е што кај нас прекарите стално имат некаков член. За разлика од другите градови во Македонија зборам. Пример Скопје, ако те викат Флека, ќе те викат Флека. Во Битола ќе те викат Флеката или Флекани. Значи баш качаре јо, ама битно мора некаков член да има. И обавезно мора да има значење зошто флека. Дали си има изфлекано негде, дали природно има некоја флека на телото, дали нешто мора да има некоја позадина. Не може туку така флека да би. Ево Скопје може. Ќе ти речат кај си бе Флека? Го викнали Флека? Кај ми е члено море? Го викна Флеката? Треба знаеме кој е тој што го викна. Не нигде да заврши прашањето го викна Флека. Немате, речи му на тој сфлеканио да дојди. Или ќе дојде ли струја? Ќе дојде ако се јавиш во Евана. Макар што ако си на Бајро и да се јавиш џабе. Струјата бе бате, струјата кај? Струјата пример Америка, ама нема врска. Не може нигде да заврши збор. Кај прилепчани па поинаку ги викат. Кај нив обично како и да те викат, дали на име, дали на прекар, дали не е битно. На крај обично обавезно му се додава ио. Не ти вели дали го викна Зоки. Ќе ти речи Чиди Зокиов, а Декиов кај? И се во другите градови во државата како е не знам. Тоа ќе треба вие да ми кажете. Битно овде кај нас многу лесно сиди до прекар. Дури не мора ни од градот, доволно е да дојдиш некое време тука. Некако ќе те завика. Како? Не можеш да знаеш. Дали ќе сакаш така те викат или нема сакаш? Кој те прашува ева? Нешто треба му асоцира да знаат тие за кој пред муаве. Ти туку така, исто кој што јас не можам туку така да терам емисијата до безкрај. Тоа евате, простор телевизиски е, немам да го држам вечно, треба се отстапи. Ама не се бери тја. Фала Богу имаме епизоди за прави. Ќе се дружиме и наредна. А до тоа што станете ми со здравје, гледајте си убава програма и имајте убав ден. Чао.